Денеска продолжи судењето за пожарот во дискотеката Пулс. Се сведочеше за хаосот кој кобната вечер се случувал во кабарето во Кочани. Сведоците кои таа ноќ биле во дискотеката велат дека имало многу гости, а откако се запалил таванот настанал општ хаос, бидејќи сите се движеле кон вратата за излез. Дел од сведоците посочуваат дека во оваа дискотека биле честопати гости. Додаваат дека се пуштале малолетници, но дека и претходно имало шоу со пиротехника. Од друга страна, адвокатот Петре Шилегов побара од јавното обвинителство во предметот Пулс да ги преиспита наводите да ја запре постапката за дел од обвинетите, кои се товарат за тешки дела против општата сигурност. Тој посочи дека за истата кривично-правна квалификација дел од обвинетите се ослободени од постапка, додека за други таа продолжува. Шилегов, кој го застапува поранешниот советник во Министерството за економија, се повика на брифингот од основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција од петокот, каде беше соопштено дека постапката за 7 полициски службеници е запрена. Како што беше наведено, тие биле овластени да вршат проверка за јавен ред, мир и безбедност во сообраќајот, но не и инспекции за противпожарна заштита или минимално технички услови за угостителска дејност, па нивните действија не може да се доведат во директна причинско-последична врска со пожарот во Пулс. Барем стручната правна јавност, ние како одбрана посочувавме уште во стартот на обвинителството дека оваа квалификација на кривично дело, предизвикување општа опасност со смртни последици, за добар дел од обвинетите во оваа судница едноставно нема правна основа, нема опис на дело за кој што би се ставил на луѓето на товар, што е нешто што е потврдено, пак ќе повторам, и од стручната јавност, нешто што беше наведувано од одбраната во воведните зборови, меѓутоа нешто што го потврдува и ОЈОГ Скопје, обвинителството за гонење на организиран криминал, дека на дел од полициските службеници кои што биле под истрага не може да се стави на товар ова кривично дело, бидејќи тоа бара непосредно извршување, а они не биле во немале законска можност да вршат инспекциски надзор. Судењето за пожарот во Пулс продолжува со цел да се добие навремена и вистинска правда.